За да го засили настапот на својот кросовер, Peugeot на својот модел 2008 направи одредени модификации со што тој стекнува посамоуверен, помоќен и атрактивен дизајн, а новините под лимаријата на технолошки план ја прават оваа изведба поцврста, подинамична, поагресивна. Иако се дружевме со новиот модел кратко на потега од Скопје-Маврово-Скопје, сепак имавме прилика да доловиме дел од новините што ги нуди моделот кој веќе е во понуда во Euroimbex. На располагање на новинарите беа 5 верзии на моделот, меѓу кои со новите колоритни решенија Ultimate Red и Emerald Crystal. Дизајнот вклучува кодови на сегментот со додадена моќност и сила, продолженијата на сводовите над тркалата, новата вертикална предна маска и праговите, засилените штитници на каросеријата, нова форма на панорамскиот стаклен покрив и шини на покривот, формата на задната врата, како и спойлерот го карактеризираат новиот дизајн. Црните и хромирани фарови, 3D вертикални траги позади ја илустрираат трендовската архитектура на компанијата на полето на стајлингот. Внатре, новото осветлување го нагласува луксузот на материјалите и вниманието со елементи од алуминиум, карбон, хром, пијано лак. Делливата задна клупа ветува дека волуменот на багажникот може да се зголеми веднаш од 410 до 1400 литри. Новината и кокпит обезбедува уникатно чувство во сегментот. Возачот се насладува на интуитивно, пргаво, флексибилно и безбедно возење. Од пакетот технологии ги издвојуваме новиот Grip Control, адаптираниот систем за контрола на пролезгување е достапен кај бензинските и дизел верзии со рачен или автоматски менувач кој се комбинира со матен snow сертифицирани гуми. Peugeot 208 го прави патувањето во градски услови полесно со технологијата Active City Brake, која го намалува товарот на инцидентите и дури помага за нивно целосно спречување. Камерата за гледање наназад ги покажува димензиите на возилото на екранот за да го олесни маневрирањето. Палетата мотори се состои од Euro 6 PureTech и Blue HDI со мануелен или автоматски менувач, нудејќи моќност која се движи меѓу 82 и 130 коњи. Незините емисии на CO2 се ограничени од 90 до 114 грама на километар. Како што потенцира од Euroimbex нема промени во цените и покрај големиот број на додатоци и модификации, но за подетални информации секако во некој од центрите на компанијата. Во понудата на македонскиот импортер за Рено, компанијата Automotive Group, од неодамна е предводникот во гамата на францускиот гигант моделот Talisman. Веднаш на самиот старт, новата француска лимузина се нуди во седан и караванска верзија. Новиот луксузен модел Talisman е символ на заштита и моќ за брендот. Екипата на Лоренс Ван дер Акер постави уште едно дизајнерско ремек дело, за што следаа многу вредни признанија, па и на најубав автомобил на светот за 2016 година. Во развојот на моделот се избрани типични за D-сегментот форми кои го красат еден седан. Вкупната должина од 4,85 метри, ширина од 1,87 и висина од само 1,46 метри го прават Talisman меѓу предводниците според димензиите, а долгото меѓу оскино растојание од 2,81 метри е во корист на внатрешниот простор. Караванската изведба Grand Tour е значително подолга, 4865 мм и за 2 мм повисока. Најголемата измена е сосема очекувано во багажниот простор, каде нуди зафатнина за 25 литри повеќе, односно 608 со 1681 дециметар кубен, во однос на лимузинската изведба каде е 572 со 1022 дециметри кубни. Новиот Talisman е управуван од ефикасни, но динамични турбомотори на Рено со мал работен волумен. Бензинските турбомотори се со директно вбрезгување на горивото и работна зафатнина од 1,6 литри со моќност од 150 и 200 конски сили. И двата се во комбинација со 7 брзински автоматски менувач EDC со двојна спојка. Седанот се нуди со 3 дизел мотори. Најмалиот е Energy DCi 110 од 1,5
1,5 литри и 110 конски сили, а поголемите се 1,6 литерски во две варијанти на мокино со 130 и 160 конски сили. Првите два агрегати може да се комбинираат со 6-брзинска мануелна или со 6-степена, EDC автоматска трансмисија со двојна спојка, а DC 160 со две турбини е во комбинација само со 6-брзински автоматски менувач. Новиот Renault Talisman е единствениот седан од D-сегментот кој е опремен со системот 4Control за вртење на сите тркала. Благодарение на гениалната технологија Multisense, возилото може да биде поставено така што да одговори на желбите на возачот и патниците преку 4 претходно програмирани режими: комфорт, спорт, еко и неутрал, плюс целосно персонален режим Perso. Во понуда се навистина голем број најнови технички решенија, што го прави единствен по многу нешта во сегментот. Бизнис моделот Life Energy DC 110 стопен старт чини 25.000 евра, што прави мощна и интересна понуда. Македонскиот дистрибутер за пневматиците на гумарскиот гигант Continental Мотоцентар покажа дека подготвено ја пречекува зимата со презентацијата на новиот производ Winter Contact TS860. Во присуство на голем број гости во Сити Хол во Скопје, на соодветен начин гостите од принципалот ја представија улогата на Continental како водечки конгломерат во светот на мобилноста и транспортот, како и новата палета за зимски гуми. Беше посочено дека Continental развива интелигентни технологии за транспорт на луѓе и добра. Како професионален партнер од доверба, овој меѓународен автомобилски добавувач, производител на гуми и индустријски партнер обезбедува одржливи, безбедни, удобни и достапни решенија во своите 5 дивизии: Tires, Chassis and Safety, Interior, Powertrain и Contitech. Continental вработува 208.000 луѓе во 53 земји. Како еден од предводниците во светското производство на пневматици, Continental е четвртиот најголем оригинален производител на патнички пневматици во светот. За оваа зима Continental подготви нови пневматици Winter Contact TS860 создадени за компактни возила и представници од средната класа, вистински адаптирани за сув, влажен, зимски како и на замрзнат коловоз покриен со снежна покривка. Предходникот во генерацијата зимски пневматици Conti Winter Contact TS850 во изминативе 4 години во конкуренцијата од 47 производители се докажа како најдобар во сите тестирања спроведени од магазини, клубови и организации на консументи, со што стана најуспешен пневматик создаден од Continental досега. Новите зимски пневматици Winter Contact TS860 се наменети за употреба во Централна и Западна Европа. Кај нас се веќе достапни за продажба во 21 величина со диаметар од 14 до 17 инчи и со најава за дополнителни 20 на модели кои е планирано да влизат во производство во текот на 2017 година. Во поглед на безбедноста, новите пневматици носат вистински прогрес. Нивните перформанси за време на сопирање на влажни зимски патишта се за дури 5% подобри од нивниот претходник. Растојанијата на сопирање се за 4% пократки на мраз, има значителни подобрување на квалитетот на управување и возење во услови на снег. Километражата и отпорот на триењето се рамо до рамо со успешниот претходник. Според последните податоци на агенцијата ЈАТО, интересот на европските потрошувачи или барем оние од главните 5 пазари кон компактните SUV автомобили продолжува да расте. Резултатите за изминатиот месец покажуваат дека побарувачката во сегментот се зголемила со завидни 34,4% или над 33.000 единици. Главниот играч во сегментот е алијансата Renault-Nissan, која благодарение на хитот Nissan Qashqai
дисплеј, евидентира реализација од 29.768 автомобили, што е еднакво на 22,8% од вкупната продажба во сегментот. Силното пазарно представување на најпродаван SUV предлог во Европа има максимална поддршка од страна на Renault Kadjar. Втора по важност е групата Volkswagen, главно поради скоришното пазарно лансирање на моделот Tiguan. На трето место кај моделите со раст од 55% во пребарувањето се подредува Ford Kuga. Првата петорка е оформена од Hyundai Tucson со позитива од неверојатни 132% и Kia Sportage со 40,5% подобрување. Со најдобро пазарно представување на основа на удел на пазарот може да се пофалат од BMW, а главен виновник е новото X1 со зголемување на продажбата од 897,6%. Спуштена е зависата на 114-тото издание на Париското салонско биенале. Организаторите на меѓународниот автомобилски салон во Париз објавија дека со повеќе од 1.066.000 посети, францускиот салон продолжува да биде меѓу најпосетените во целиот свет. Падот од околу 14% во однос на изданието од 2014 година, организаторите го објаснуваат со општата состојба во Франција и го потенцираат падот од 15 и 30% во посетеноста на сите национални настани од ноември 2015 година. Воедно се споменува и неучеството на реномирани автомобилски брендови кои несомнено ќе беа поголем магнет за публиката. Според податоците од истражувањето што го спроведува организаторите на салонот во Париз, кај многу од изложувачите се забележа раст од 50% во барањата за купување и подпишаните договори. Околу 33% од посетителите пројавиле жилба за купување на нов автомобил во следните 12 месеци, а за време на претходното издание во 2014 процентот е околу 25%. Дури 93% од посетителите изразиле задоволство од салонот, за време на кој се одржаа повеќе од 140 нови презентации или со 35% повеќе во споредба со 2014. Lexus го представува концептот UX. Машината се јавува како визија за иден сериски кросоверски модел со компактни димензии и атрактивен дизајн. Јапонците велат дека моделот е насочен кон младата популација, отворени кон новите технологии и чест шопинг низ големите и густо населени градови во светот. Вселенскиот дизајн од надворешноста е пренесен и во салонот, откаде откриваме големи сјајни површини, остри агли, рабови и се разбира многу дисплеи. Благодарение на големата средна конзола, возачот има помалку простор од патниците. Lexus веќе го најави називот UX во патентното биро во Европа. Lexus лансира во концептот ергономски седишта. Материјалот од кој е создадена специјалната мрежа се нарекува Kmonos и е развиен од Spiber и е сличен на тенка и многу здрава нишка, како на пајаците, но е целосно синтетичка и развиена без нарушување на животната средина. Позитивните елементи на овој развој се многу, значително подобрена удобност, ергономија и стабилност, а абсорбирањето на вибрација е на завидно рамниште. Mercedes-Benz сака да откине сериозен залак од пазарот на електромобили, или попрецизно од оној на луксузните електрични машини. Германците ги навестија намерите со концептот EQ. Фокусот е на ефективниот погон и на интеграцијата на патниците кон глобалната мрежа за време на патувањето. Погонот доаѓа од два електромотори по еден за секоја оска, а генерираат моќност од 402 конски сили. Вртежниот момент е меѓу најимпресивните за возилата со таква големина, 750 ньютон метри. Германците ветуваат автономија со едно полнење до околу 500 километри. Уште поважно е дека сепак енергијата за околу 100 километри може да се продолжи со полнење за само 5 минути.
Јапонците ја представија целосно новата генерација на малиот модел Micra, кој се базира на дизајнот на успешниот концепт Sway. Се разбира, атрактивните линии на студијата која ја видовме за прв пат во Женева оваа година се малку омекнати за сериската верзија на моделот. Lane Departure Prevention, Intelligent Emergency Braking, High Beam Assist, Blind Spot Warning, Traffic Sign Recognition и Nissan Surround View Monitor се само дел од асист технологиите кои ги има во новата Micra, што навистина е и зачудувачки за представник од субкомпактниот сегмент. Покрај тоа, автомобилот има подобрено управување и ограничено на минимум пролезгување, благодарение на системите Active Ride Control и Active Trace Control. Во палетата на мотори не се подготвени толку изненадувања во оваа фаза. Првично моделот ќе се нуди со 1.0 турбо со 90 конски сили, како и познатиот 1.5 дизел со иста моќност. Подоцна кон нив ќе се приклучи и 1.0 атмосферската верзија со 75 конски сили. Продажбата на моделот во Европа почнува од април следната година. Не се предвидува продажба на моделот во Северна Америка. After, I think, 7 million cars produced around the world, 3.5 million in Europe, we are now launching the 5th generation of Micra. And we are aiming with this car, which was designed and sold for the European market, to become or to be among the top 10 in the B segment in the European market. This objective is obviously valid also for us. In all Western, Eastern Europe, and obviously in Macedonia as well. So that's actually our target with Micra. With Micra, what did we want to do actually with this car? First, we wanted to provide a nice design, beautiful design, European design, which brings energy, agility to the car. We introduced a lot of new technology which are not available in any other car in the B segment, such as the complete half autonomous way of driving that you can find now in Qashqai, for instance, with the help of for autonomous driving. So this will be introduced on the new Micra, and it will be the first car on the B segment which will have this technology. We plan to launch this car in Macedonia in the month of May 2017. We expect here a lot of volumes also to be sold in Macedonia. So far in Macedonia we sell approximately about 120 cars a year. We expect with the new Micra to really increase this number of cars, and we have high expectation on the Macedonian market. So it's a bit early from now to speak about the price positioning, but if I look at the market where you have Clio 208, Corsa will be the main competitors for Micra. Електричниот Opel Ampera E најавува револуција во електричната мобилност. Европската верзија на Chevrolet Bolt се одликува со забрзување и можности за претекнување како на спортски автомобил, тврдат од Opel. А Ampera E со едно полнење може да мине и над 500 км. Ова не е само еколошки модел. Електричната изведба нуди динамика како кај ORS моделите на Opel. Електромоторот има моќност од 204 конски сили и забрзува за 3,2 секунди од 0 до 50 км на час, а од 80 до 120 км на час за притекнување трае 4,5 секунди. Максималната брзина на Ampera E е 150 км на час. Opel покажува дека електричните возила ќе се достапни за поширок круг корисници. Се уште не е јасно кога моделот ќе дебитира на европските пазари и каде ќе се произведува за стариот континент, но е можно да дели една лента на склопување со Bolt. And while other competitors present concept cars, we are presenting a real car. This is coming to market in Europe in spring next year, so in approximately half a year it's coming to market already. As I said, range of more than 500 kilometers, so we can travel from far distance, like from London to Paris, on one single charge. Range anxiety is completely gone with the car. It's not a small car because it has space for 5 persons. It has a large trunk volume. It's easy to travel with a family. It's small on the outside, big on the inside. That means overall length is 4.17 meters, which is rather small, but inside it has more space than a compact vehicle. Trunk volume is larger than most of compact cars, so easy to travel with a family.
if we look at the sales volume of cars for electric vehicles in Europe, there are some good countries like France, like Norway, Netherlands, where we have major incentives, big amounts of money, which helped customers to buy electric vehicles. So there's a huge demand. And we always look in more and more countries where this comes. For example, if we now focus more on Eastern Europe, like for Macedonia, if there's an initiative to promote more incentives for electric cars, we always will think to extend that one and also consider to bring the car also there, because it's important that customers get some help, and the car will be also a success over there. Малку кој друг модел, како Kia Sorento од генерација во генерација нуди се повеќе и повеќе. Навистина мощна и интересна е историјата на ова корейско остварување, кое комплетно се разликува од поколение до поколение. Имено, првата генерација, представена во 2003 година, беше класичен теренец замаскиран во SUV. Втората блесна во 2010, а беше теренец само во душата. Доби на елеганција, комфор, посебно во изведбата со 7 седишта, како и на штедливост. Онаа што сега е хит и во понуда во салоните низ светот, како и во нашиот на Kia Motors Македонија, третата генерација се карактеризира со висок стайлинг, извонредна креација, врвна изведба. А за она робусен теренец што ја красеше првата генерација, не може ни да стане збор. Кога ќе го погледнеме новиот Sorento, во прв план впечаток остава големата хромирана маска на ладилникот со логото на Kia, кој е и заштитен знак на дизајнерската филозофија наметната од маестро Питер Шреер, тигровиот нос. Дизајнот, како велат неговите творци, не е класичен, туку создаден во 3D ефект со јасно нагласена длабочина, што остава мощен позитивен печат. Предната светлосна група во склад со корпоративниот дизајн на компанијата е со мала еволуција, со ксенон светла и LED дневни состави, но назад на оваа тема имаме потполно ново решение и мощна оригиналност со повеќе од добар изглед, исто со врвна LED технологија. Тесниот модел беше спакуван со многу опрема, па и додатоци, па би ги издвоила 19-инчните за оваа цел пониклувани фелни и имитацијата на дифузор интегрирана во задниот браник. Новиот Sorento ја дели платформата со MPV моделот Carnival, кој исто така се нуди со 5 и 7 седишта. Во однос на предходникот пораснал за 95 мм, па сега должината изнесува 4780 мм. Зголемено е меѓуоскиното растојание за 80 мм, па внатрешноста е многу покомотна, иако и кај предходникот беше меѓу најголемите во класата. Тежиштето е пониско за 20 мм, што значи дека самиот автомобил е нешто поблизу до подлогата во однос на минатата генерација, со што многу се подобрени возните својства. Како стои во наводите, на ово остварување се водело многу сметка за употребата на материјалите, како челик со висока цврстина, па за 14% изголемена е отпорноста на надложна торзија на каросеријата, што значи многу покомпактна конструкција. Нема да погрешиме ако кажеме дека во внатрешноста дизајнерите од САД, Кореја и Европа, во чии студија на компанијата е креиран моделот, се надминале себе си. Ова наликува како јахта на тркала. Не заостанува ниту по креативноста, а ниту пак според изборот на материјалите за најлуксузните изведби во сегментот. Комплетната внатрешност е преслечена со кожа во комбинација со елементи декорирани со пијано сјај.
Тука се додатоците од алуминиум и хромираните детали. Се разбира се со врвна завршна обработка. Предната арматурна плоча е крајно модерна и функционална. Во понуда се два екрани со дијагонали од 7 и 8 инчи. Првиот ги заменува мерните инструменти од брзинометерот, но покажува и други технички податоци, а вториот е дел од мултимедијалниот и навигацијски систем и чувствителен на допир. Овој систем е во спрега со SA Infinity Premium аудио системот со 12 позиционирани звучници, 11 канален засилувач и Logic 7 Surround звук. Многу пофалби за системот за навигација, како и AWMS опцијата со 4 камери. Новиот управувач кој во оваа верзија доаѓа со греач е мощно директен и цврст. Предните седишта се извонредно профилирани и во овој пакет греани и со можност за вентилација и регулирање во 8 насоки по електронски пат. Интересно е што во тестната изведба и задните седишта ониот втор ред има греачи. Тесниот модел се нуди со 3 реда на седишта, а кај оние во крајниот може да се регулира подпирачот, што секако е голема предност. Багажникот со двојно ниво, во зависност од положбата на третиот ред седишта, нуди од 660 до 1762 литри. Под капакот на моторот се наоѓа освежената верзија на 2,2 литарскиот CRDI мотор, чија моќ изнесува 200 конски сили и вртежен момент од 436 Нм, со оглед на масата од скоро 2 тона и погон на сите 4 тркала, во комбинација со 6 степен автоматски менувач, воопшто не е тром. Менувачот нуди 3 режими на работа: нормал, еко и спорт. Ова со Ренто го управувавме во сите режими и услови и потрошувачката во просек изнесуваше нешто над 8 литри. Во град може да изнесува и над 11 литри. Забрзувањето до стотка е за 9,6 секунди, а максималната брзина изнесува 200 км на час. Управувањето е исто така доведено до највисоко скалило. Одлично лежи на асфалтната подлога без да мрдне и при повисоки брзини, што посебно изненадува, а слично е и со офроуд можностите. Одличен за патување, комотен, прецизен, вешт, а и со самата импозантна појава која едноставно предизвикува почитување. Со сите оние додатоци Hill Assist Control, помош при возење на нагорнина, автоматско регулирање на подвозјето, камери за надзор од 360 степени, сензор за мртов агол, доработен систем за паркирање, смарт ки, активен темпомат и чини 51.700 евра. BMW официјално ја представи седмата генерација на популарниот модел серија 5, а продажбата на новиот седан ќе започне во февруари. Новата генерација на серија 5 е еволуција на претходниот модел, а тоа важи како за дизајнот, така и за опременоста на возилото. Внатрешноста е слична на онаа на шестата генерација, но има некои интересни промени. Серија 5 го добива истиот систем за управување на некои функции со гестови кој е присутен во серија 7, како и 10,25 инчен екран со висока резолуција за инфозабавниот систем. Исто дел од основната опрема се и LED светлата, а опремата се збогатува од систем за далечинско паркирање која не бара возачот да е во возилото. Моделот излегува на пазарот со 4 мотори. Палитата стартува со 2-литарскиот бензински мотор со 4 цилиндри и 252 конски сили. Следува 3-литарски 6-цилиндарски мотор со 340 конски сили, а дизелите се исто така 2.0, 3.0 со 4 и 6 цилиндри и мокно со 190 и 265 конски сили. Малиот дизел ќе се нуди со 6 брзински мануелен менувач. Сите други верзии добиваат 8 степен автоматски менувач. Системот за погон на 4 тркала X-Drive ќе биде достапен за сите верзии на моделот.
Францускиот производител го искористи домашниот терен за трите светски премиери 3008, 5008 и 3008 DKR. Втората генерација на моделот 3008 најавува промена на курсот и преминување од моноволумен во кросовер. Во склад со тие промени е и обликот на каросеријата, која стана помодерна со поатрактивни детали. Покрај моделот 3008 представен е и SUV модел со ознака 5008. Токму и кај овој модел е применет рецептот на трансформација од MPV во SUV. Во внатрешноста во двата модели доминира новата генерација на дигиталниот Peugeot iCockpit. Од палетата на погонски агрегати најавени се чисти и ефикасни бензински и дизел мотори, од кои најсилните ќе ги придвижуваат спортските GT и GT Line верзии. И Рено ја искористи домашната сцена за да ја представи пред европската публика втората генерација на моделот Koleos, кој застанува на врвот на 4x4 палетата на брендот. Во пракса, машината се базира целосно на Nissan X-Trail, но нуди радикално поинаква визија. Во француската престолнина Рено го изложи најлуксузниот модел Initiale Paris. Според категориите на возилото, голем негов плюс е внатрешниот простор, што е водечки за класата. Голем интерес предизвикуваат обновениот Clio, потоа новата генерација на Grand Scenic, како и пикапот Alaskan, кои имаат чест да го видат само новинарите. Најголемо возбудување секако предизвика концептот Trezor, модернистички дизајн и погон од Формула E. Возилото има погонски систем кој обезбедува моќност од 350 конски сили и вртежен момент од 380 Нм. Во пракса, Trezor е еволуција на Desir од пред 6 години. Наидуваме на слични агресивни линии, но тука тие прераснаа во целосно нов концепт. Рено користи целосна автономија во овој концепт, а при активирање на автомобилот воланот се прибира, за да се отвори панорамски поглед на дисплеите на таблата. Drago nam je da je i ove godine, kao i svake prethodne, Auto Plus gost na Renaultovom štandu ovde na sajmu automobila u Parizu. Ono što Renault ove godine ima da prikaže svojoj publici jeste pre svega apsolutna premijera novog konceptnog modela Trezor koji se nalazi iza nas i to je zapravo pravac dizajna u kome će u budućnosti Renault taj pravac će u budućnosti Renault slediti, kao što je to do sada bio konceptni automobil Desir, koji je bio inspiracija za kompletnu trenutnu gamu. Ono što je interesantno jeste i Renault Zoe, koji je sad ovde prikazan sa novom baterijom Z40 i to je automobil koji sada može da prelazi duplo veće razdaljine i može da pređe do 400 km. Ono što je za naše tržište najinteresantnije je evropska premijera Renaulta Koleos, koji je u aprilu prikazan na pekinškom sajmu automobila i prodaja ovog modela se očekuje u toku sledeće godine. Seat ја представува екстремната верзија на Experience на SUV моделот Ateca. Од шпанската марка коментираат дека Ateca Experience е развиена со идејата да демонстрира нови врвови во однос на измената и евентуалниот иден развој, а главен акцент паѓа на подобрените офроуд можности. Seat Ateca Experience се разликува од сериската верзија на возилото со зголемен клиренс, покрута суспензија, нови браници, отпорна на гребање боја, ексклузивна верзија на 18-инчни тркала и друго. Погонот на Ateca Experience е доверен на 2.0 TDI дизел мотор со 190 конски сили, менувачот е 7-степен роботизиран со можност за префрлување на брзини преку лостови од задуправувачот, а погонот е на 4 тркала. Целосно новата Шкода Кодиак има официјална светска премиера во Париз, а од компанијата потврдија дека продажбата на големиот SUV модел почнува во февруари следната година. При појавата на пазарот, Шкода Кодиак ќе стане еден од најпознатите технолошки предлози во целата историја на марката. SUV моделот ќе се нуди со избор меѓу 3 бензински и 2 дизел мотори, адаптивна суспензија како и со специјален офроуд режим на работа, кој ќе биде на располагање на
клиентите кои ги избрале 4x4 модификациите. Достапни ќе бидат исто така и 6-брзински, мануелен и DSG менувачка кои меѓу верзии со преден погон и на 4 тркала. Шкода Кодайк, која е со должина од 4,7 метри, доаѓа и во конфигурација со 7 седишта. Од Toyota го представуваат моделот CHR, кој дебитира во завршен облик, откако за време на салонот во Женева претходно оваа година беше представен неговиот дизајн концепт. Компактниот кросовер CHR на Toyota ќе стане првиот хибриден автомобил на марката, произведен во Турција, а првите испораки на клиентите се очекуваат да бидат спроведени пред крајот на оваа година. Со предизвикувачкиот надворешен дизајн и луксузен интериер, новиот кросовер на Toyota ќе биде достапен и во хибридна верзија со максимална моќност од 122 конски сили, при што просечната потрошувачка на гориво ќе биде 3,7 литри на 100 километри. Toyota CHR ќе се нуди и во модификација со 1,2 литарски турбодвигател со 116 конски сили, а на некои пазари во Европа ќе биде достапна и со 2-литарскиот погонски агрегат со 150 конски сили. Европска премиера има и концептот FCV Plus како и плагин хибридната верзија на новиот Prius, развиена на платформата TNGA со главна цел постигнување на оптимална ефикасност. Volkswagen го представува атрактивното концепт возило ID. Германците тврдат дека автомобилот може да има револуционерно значење за брендот, кога ќе се појави во серијски облик во 2020 година. Производителот дури ја споредува важноста со онаа на Beetle и Golf. Зборувајќи за најпродаваните модели на Volkswagen, новиот електричен концепт има приближно нивни димензии. Погонот доаѓа од целосно електричен систем кој обезбедува моќност од 168 конски сили. Батериите се наоѓаат во подот на автомобилот, за да се одржи тежиштето што е можно пониско. Volkswagen ја разгледува понудата на батерии со различен капацитет кои веќе обезбедуваат различен максимален досег со едно полнење. Врв ќе биде кај најскапата опција која ќе нуди автономија до 600 километри. McLaren 675 LT Coupe беше една од звирките на годинишново салонско остварување во Женева. Во повеќе наврати застанавме за да направиме што поефикасни фотки и снимки од најновото издание на британската спортска единица и да ја проследиме през конференцијата. На истата беше посебно апострофирано од каде доаѓаат оние додатоци во името на моделот. Тоа е поради модификацијата на задниот дел на каросеријата, каде е имплементиран елементот McLaren F1 GTR Longtail од 97 година. Моќта доаѓа од 3,8 литарскиот V8 битурбо мотор кој е со 50% нови делови. Благодарение на тоа се генерира 675 конски сили и 700 Нм или 25 конски сили и 22 Нм повеќе од бројките на 650 S Coupe. Тоа е за деталите кои партиципираат во името, но исто вредно е да се напомене дека британците се посебно горди како нивните инженери успеале да намалат 100 кг и да ја доведат извидбата до масата од само 1230 кг. Сето ова придонесува за поголема агилност и подобри перформанси. Би се лажеле дека не се замислуваме за доправувачот на една ваква звирка, но како што бидува, како и досега, кога ни се оствариле многу сништа, така беше и овој пат. Сонот во јаве овој пат ни го претвори нашиот партнер Quattro Ruote, еден од најреномираните медиуми кој е меѓу ретките во светот што може да се пофали дека има своја патека за тестирање на возила.
Во рамките на специјално организираната манифестација Клуб 3 секунди на патеката Вајрано крај Милано, која покрај представници од повеќе партнерски новинарски изданија на италијанскиот гигант Едиторијале Домус, бевме и ние. Се дружевме со 5 прекрасно подготвени макини кои забрзуваат до 100 за 3 секунди. Освен за доној на Мекларен 675 LT купе, имавме ексклузивна можност да седнеме зад управувачите на Audi R8 V10+, Ferrari 488 GTB, Nissan GT-R и Porsche 911 Turbo S. Мекларен 675 LT купе се нуди со 4 нови бои: сива, црвена, бела и зелена, како и со традиционалната портокалова. Ние управувавме онаа за која и сонувавме во Женева, со зелен колорит. Внатре новата верзија е со карбонски спортски седишта, пресличани со алкантара, а во однос на 650 S купе има модифицирана инструментална табла и централна конзола. Нам сонот ни се оствари, а своја приказна има и организаторите кои со оваа изведба го срушија рекордот на патеката. Како што потенцираат нашите партнери од Милано, токму со оваа цвирка бил на 2 пати соборен рекордот на патеката. Поточно, согласно стандардите за поставување врвни постигнување на специјално подготвената патека со должина од 2560 метри, со ова остварување се достигнати рекордни 1 минута 10 секунди и 101 стотинки. Овој највреден резултат е постигнат во петиот круг од вкупното 6. Вреди да се напомене дека според извештаите рекордот бил соборен и пред тоа во четвртиот 1 минута 10 секунди и 331 стотинки. Според вредните италијански статистичари, ова е постигнато со просечна брзина од 131,47 км на час. Според мерењата на Вајрано, оваа ѕверка до 60 км на час забрзува за 1,77, а до 100 за 2,92 секунди, со што со право влезе во клубот 3 секунди. До првите 100 км на час стигнува за 36,8 метри, а максималната брзина постигната пред тестирањата изнесувала 331,999 км на час при максимални 7.880 вртежи во минута. На крајот и за фактот дека, како велат од тимот на Quattro Ruote, за постигнувањето на највредниот резултат на патеката, секако свој удел има и идеалните временски услови. Температура на воздухот 24 степени и на патеката од 34 степени Целзиусови.